Со доаѓањето на пролетта се зголемува и бројот на пациентите кои што бараат медицинска помош заради убоди од крлежи и други инсекти. Периодов потребна е поголема заштита од надворешните услови, бидејќи се повеќе време луѓето поминуваат надвор. Избегнувањето на подрачја со крлежи се најголема заштита од овие инсекти, но доколку забележите крлеж на вашата кожа, задолжително побарајте стручна помош, апелираат лекарите. Доктор Иван Аргиров, специјализант по општа хирургија во Кумановскиот ургентен центар, посочува дека не секое каснување од крлеж значи дека ќе дојде до инфекција, но постои ризик. Затоа граѓаните треба да направат само преглед по враќањето дома од движењето во природа. За ризикот од каснување од крлежи, превенција и навремено лекување, повеќе детали од доктор Аргиров. Со разубавување, затоплување на времето, луѓето се повеќе излегуваат надвор и користат зелените површини и се изложени на ризик од каснување убот од крлежи. Најпрво би сакал да кажам дека крлежи тоа се паразити, се исхрануваат со крв. Од глодари, од домашни животни, од човек, но тие се вектори, преносители на инфективно заболување. Значи, не секој каснување од крлеж може да ни предизвика на нас некоја инфективна болест. Само оние крлежи кои се заболени, кои се инфицирани, било од вирусна или бактеријска патологија, може да ни пренесат при нивно каснување, може да ни пренесат одредена инфекција. Најчесто станува збор за заболување на крлеж од бактерија од родот Борелија и при нивно каснување на еден таков инфициран крлеж може да ни предизвика лајмска болест, односно лајмска борелиоза. А најчесто пациентите доаѓаат за отстранување на крлеж. Ние им го отстраниме, им даваме понатаму насоки што треба да направиме. Најчесто и крлежи што ги отстрануваме и ги упатуваме на инфективно оделение да проследиме дали тие се заразени или не се заразени. Значи нашиот совет е да не пробуваат сами да го отстранат крлежот, иако гледам дека по социјални мрежи се повеќе се пласира дека треба и како на кој начин пациентите сами да го отстранат. Мој совет, нашиот совет е да дојдат и да побараат медицинско стручно лице. Ние целиот крлеж ќе го отстраниме, но често доаѓаат и пациенти кои дел од крлежот им останал, значи пробале сами да го отстранат и поради тоа ние треба со мала хируршка интервенција да го отстраниме останатиот дел. Секој дежурство, секој ден сигурно имаме по 5-6 пациенти. Значи со разубување, затоплување на времето, како што кажав, се повеќе луѓе доаѓаат, сезоната трае некаде, додека трае топлото убаво време, но најчесто средина, почеток на октомври, значи имаме пациенти со каснување кои се јавуваат поради каснување убот од крлеж.